Колку време постои вашиот бренд Haircrafts Ефтоски и како започна вашата креативна приказна? Најпрво, јас сум Ана. Нашиот бренд започна пред 5 години во време на пандемија, кога сите бевме дома затворени и кога светот беше застанат всушност. Започнавме со мојот постар брат, брендот го основавме заедно со него, затоа и го носи нашето презиме. Размислувавме што можеме да почнеме да работиме, да е од дома и да сме профитабилни. Најпрво започнавме со изработка на ламби, кои што беа изработени од цемент и од дрво. Од цемент ламбите мојот брат ги изработуваше, а јас ги цртав. Биравме заедно фасонки, кабли, сакаме да е нешто пошарено, а ламбите од дрво се изработени од дрво кое што е старо преку 20 години. Дрвото прво го обработуваме, се суши некој период, а потоа нормално дизајнираме и додаваме како аксесуари на самата ламба и потоа по некој период, постоиме 5 години, после краток период со поддршка од мојот брат ја реализирав и мојата долго замислувана желба да почнам да цртам на керамик, да цртам чашки. На почеток бев поддржана од најблискиот круг, но за кратко време бевме препознаени од поширока публика и се повеќе луѓе се влюбуваа во нашите креации. На професионален план јас сум фармацевт, но уметноста, цртањето на керамика и на чашки е моје прибежиште секојдневие или засолниште. Ние цртаме со многу љубов, цртаме чашки кои што се по желба на купувачот, може да бидат персонализирани и секоја чашка е уникатна сама по себе и носи нечија приказна. И покрај тоа што преидов на цртање чашки, ламбите се символ на нашиот почеток. Секој наш производ носи приказна, патува во нечиј дом и носи дел од нашата љубов. Ана, како всушност започна да се реализира овој ваш сон да се слика на чашки во време на пандемија, во време кога постоја многу ограничувања, како успевавте да најдете материјали, бои, четкички, затоа што вие многу ретко работите со фломастер, се цртате со четка, што бара многу трпение, многу прецизност, многу време и секако љубов. Периодот кога ги започнаме чашките малку се беше посмирено, за разлика од периодот кога започнаме со ламби. Пак е тешко да се набават материјали, ги набавуваме ми ги носат и од Америка, дел од Малта, дел ги порачувам тука, но сепак пошто и кај што ги порачувам треба да стигнат 2 до 3 недели, е период кој што треба да се чека. Потешко е за набавка на квалитетен и добар материјал, но со трпение, како и се досега што имаме створено и стекнато. Да се набават материјали е само првиот чекор, како после тоа следува нанесувањето, аплицирањето на боите и ова оживување на разни цветни форми, мотиви од природата на чашките за кафе, за чај и останатите предмети на кои сликате. Се најпрво за да започнем ми треба инспирација. Не можам во секој момент да почнам да цртам. Некогаш едноставно не оди, а некогаш кога ќе почнам да цртам, па нема крај. Ме инспирира природата, уживам да цртам, едноставно кога ќе ги земам пред мене сите материјали, четки, бои, се исклучувам од се што е околу мене и почнува да се ствара нешто магија, да кажам, на чашките. Овие рачно направени производи со многу љубов и трпение, подпишани со вашиот бренд Haircrafts Ефтоски, јас лично ги запознав на еден базар кој што неодамна се одржа на падините на Шарпланина, односно во Конак, и лично бев восхитена од вашата креативност и уникатните изработки. Каде најчесто ги изложувате истите и каде оние што се заинтересирани може да ве најдат и дали правите и персонализирани изработки? Може да ги видат сите наши производи на Инстаграм и на Фејсбук. Нашиот профил, како што кажаме, е Haircrafts Ефтоски. На двете социјални мрежи најчесто објавуваме видеа, слики. Имавме шанса во декември
прошлата година да се представиме на еден базар во живо, да ги видат нашите производи во Тетово, во студио In Concept. Базарот траеше неколку дена и беше пред новогодишен. А вториот базар на кој што исто така имаме шанса да се представиме беше сега во Тетово, како што кажавте, каде што се запознавме на шапка. Не спомнавме дека сте вие инаку од Гостивар и таму всушност живеете и работите. Покрај тоа што сте фармацевт, вие сте и млада мајка, имате мало дете. Ана, како успевате да најдете доволно време и енергија за се, и за професијата фармацевска, и да ги изработувате овие ламби, овие чашки насликани? За мене што повише работа, то повише енергија. Јас кога не правам ништо, јас немам енергија, ме исполнува работата, цртањето и одењето на работа, а сега уште повеќе сум исполнета со тоа што нели имам мало дете. Наоѓам време некако овој дел ме смирува и ме инспирира и затоа и сакам да го работам. Имам помош, се разбира, од сопругот, многу голема помош и поддршка. Кога има повеќе работа и повеќе обврски, тој е секогаш тука да ме поддржи, да ми помогне, во секој момент ми помага, ама кога има работа, стварно многу е посветен и на тоа што го работиме и на нашиот бизнис и на семејството. Тоа значи една убава семејна приказна во која се вклучени повеќе членови од вашето семејство, како вашите браќа, така и вашиот сопруг. И Ана, за крај, колку луѓето ја препознаваат не само убавината, туку и вредноста на овие рачни изработки и колку често бараат производи што се изработени рачно, што се автентични, за да ги користат за лична употреба или да ги подарат некому? Дел од луѓето се навистина премногу воодушевени. Од сликите се воодушевени кога ќе го добијат производот, добивам прекрасни пораки, комплименти дека се е толку со внимание нацртано. Имав момент каде што ме запраша една девојка дали сето ова го црташ едно по едно. Реков да, се е рачно нацртано, да, со четка, со боја, со многу внимание и едноставно не гледам уште колку ми е останало за работа, него го работам нештото и во секој момент сум воодушевена сама од себе, да кажам, и добивам инспирација за повеќе работа. Се радувам кога производите, нашите производи се мал ритуал за среќа на нашите купувачи. Ана, мислам дека е многу инспиративна вашата лична приказна и е одличен пример за една млада жена која што успева, ако е доволно амбициозна, да најде време и за професијата, и за семејството, и за едно вакво убаво хоби, кое што очигледно низ годините прераснува во еден убав и мал семеен бизнис. На Хенкрафс Ефтовски ќе му посакам како бренд да расте уште повеќе во следните години, што почесто да ве гледаме и на базари, на разни настани и да има што повеќе луѓе што ќе уживаат користејќи ги вашите уникатни производи, пиејќи првата голтка утринско кафе, чајче, какао или што и да е во вакви убави и рачно насликани чашки. Ви благодарам и моја чест е што бев дел од вашата телевизија, што имав шанса да се представам преку телевизија Алфа и да се представам на гледачите и да го испрезентирам мојот мал бизнис.